Почитуван председател на Собранието, почитувани пратенички и пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Пред да започнем со моето излагање, сакам да изразам мое најискрено сочувство до сите кои ги загубија своите најблиски во земјотресите кои ја зафатија Турција и Сирија. Ова се тажни денови, но и денови на солидарност и подршка, зашто ние како држава веднаш подадовме рака и помогнавме и финансиски и преку испраќање на хуманитарна помош, но и со екипи војници, пожарникари, лекари, кои на терен заедно со турските спасувачи секојдневно даваат се од себе за да спасат што е можно повеќе луѓе. За тоа ќе сме им вечно благодарни. Почитувани пратеници, денес пред нас е посебна седница. Седница на која донесуваме крупни одлуки. Иако денес имаме седница на која треба доминантно да разговараме за персонални и кадровски решенија, сакам на почетокот јасно да кажам. Прво, за мене оваа реконструкција на владата не е мотивирана од имиња и презимиња. Денешните одлуки не се мотивирани од тесно партиски интереси на ниту една партија во владата, сегашните или идните. За мене овие одлуки не се врзани и не смеат да бидат поврзани со желбите, мотивите и барањата на било кое партиско раководство. И затоа веднаш на почетокот сакам да прецизирам. Денес ние сите носиме одлука дали и како ќе останеме на единствениот пат на државата. Дали ќе останеме на патот на прогресот, дали ќе останеме на патот на развојот, на стабилноста и известноста, на економијата, на енергетиката, на животниот стандард и безбедноста на граѓаните. Или како што сакаат дел од натрешните и надворешните негативни фактори да ја втурнеме државата во нова криза, нестабилност, непредвидливост и неред. Јас од самиот почеток изборот го направив. И тогаш, пред една година, и во цела 2022 година и денес, ни милиметар немам намера и нема да отстапам од тој правец. Точно знам што правиме и што треба да направиме, точно знаеме да разликуваме добро од лошо, точно знам да направам разлика од заедничкото и личното, точно знам што е државен и национален интерес, а што се лични, партиски, бизнис или профитерски интереси. И не калкулирам, и не се грижам за личниот рейтинг, и не тактизирам за дневни потреби. Секогаш во било кое време и ситуација го бирам и на прво место го ставам државниот и националниот интерес, интересот на граѓаните и државата. Од денот кога станав премиер, како личност со најмногу обврски и одговорности, реков дека во владата секогаш ќе има отворена врата за сите партии и личности кои сакаат и знаат да работат за европска сегашност и иднина на државата. На тој начин успеавме да се справиме и да се справуваме со најтешката криза, безбедносна, енергетска и инфлаторна во повојана Европа. И со многу труд, работа, мака, знаење, успеавме да имаме 40% изголемено домашно производство на електрична енергија, да имаме најниска цена на сите енергенци во регионот, да ја стабилизираме инфлацијата, да инвестираме во енергетска зелена трансформација на државата, да инвестираме во капитални инвестиции, да инвестираме во зголемено производство на прехранбени и земјоделски производи. Така успеавме да ја намалиме невработеноста, да ги зголемиме рекордно минималната и просечната плата, да ги зголемиме пензиите, да направиме системско решение за платите и пензиите постојано да растат. Или кратко, во услови на криза да постигнеме напредок. Кога сите мислеа дека ќе тонеме, ние успеавме да се задржиме и да се кренеме. Најважно од се, на сите обиди за внатрешна и надворешна дестабилизација, ние успеавме да постигнеме стабилност, ред и да го задржиме правецот. Тоа се успеа со конечен почеток на преговорите со Европската Унија и со активна соработка со стратешкиот пријател Соединетите Американски држави. И затоа постојано ја потенциравме потребата од задржување, зацврстување и проширување на Европскиот фронт. Со сите кои мислат и работат за доброто на државата и граѓаните, без разлика дали се од влајачкото мнозинство или опозицијата. Да, јас и ние понудивме рака и начин за соработка за овие стратешки правци и интереси на граѓаните. Бидејќи кога е тешко, кога е криза, кога имаме потреба за стабилност, потребно е сите да се заедно, да работиме за заедничките и државните интереси. Во вакви времења не смееме да дозволиме најважниот разговор да е за позиции, фотели, директори, едни или други имиња.
сега повеќе од било кога, не смее да биде предмет на пребројување по партиска, етничка или било која друга припадност. Сега е време за врвните интереси на државата и граѓаните да бидеме сплотени и координирани, да работиме за себе дома и на одговорен начин да покажеме дека Македонија е наша заедничка одговорност и обврска. А за разлика и за разликите и понудите ќе мерат, судат и одлучуваат граѓаните на избори, тогаш кога ќе дојде редот следната 2024 година. Јас така гледам на работите и јас така работам. За мене политиката не е математика. За мене политиката не е збир на позиции, функции и собирање, одземање, множење и делење. За мене политиката е одговорност, вредност, принципи и обврски. Јас не тргнувам од себе си, туку секогаш тргнувам од интересите на државата. Но и граѓаните и државата не можат без стабилност, известност, функционалност, ред и поредок, правец и јасна сегашност и иднина. Јас не смеам да дозволам да направиме ситуација во која граѓаните ќе се будат и живеат дневно во неизвестност, грчи размислувања дали ќе не биде или не, дали ќе има плати и пензии, струја и храна и дали ќе се движиме кон неред и хаос. Ни на крај памет не ми паѓа да дозволувам таква ситуација. А верувајте ми, таква држава многумина сакаат. И однатре, и однадвор. Има луѓе и структури кои сакаат хаос, затоа што така најлесно функционираат. Научени да крадат, да не работат, да ловат во матно и потоа да бегаат надвор со пари на странски сметки со фамилии во странство. Е тоа го прават ВМРО, ДПМН и нивните инструктори од левица. Блокади на закони, кошници на сите страни, странски антидржавни интереси, хаос и безредие, навреди и ефтин антидржавен популизам. Е, тоа не бива. Тоа нема да се случи. Во изминатиот период инициирав разговори за проширување на Европскиот фронт со сите политички партии. Не да дадат подршка за мене, не за СДСМ, туку на државата и граѓаните. Тоа беше и се уште до крај мојот единствен мотив. Понудив задржување и проширување на парламентарното мнозинство заради тие политики и заради ништо друго. Понудив соработка за овој прогрес и до македонската опозиција, за национално и државно обединување на конкретен начин, за побрз и посилен европски прогрес на државата, за заедничко и цврсто задржување и зајакнување на македонскиот национален, јазичен и културен идентитет на секаде, на начин како што успеавме да го направиме вековниот македонски јазик и историски идентитет рамноправен со сите европски нации, така да продолжиме и понатаму. На тој начин го потпишавме договорот Фронтекс, за кој вие не гласавте денес. За жал, македонската опозиција продолжи да стои во деценискиот филм на криминал, борба за фотели, ефтин и опасен популизам и растурање на македонското ткиво. Јас за тоа можам искрено да жалам, а граѓаните и историјата ќе судат. Од тоа бегање нема. Целосно е јасно и познато дека со ситни души и политиканти држава ниту се прави, ниту се води. Но секој со својата одлука. Јас и ние го избравме патот да обединуваме, да интегрираме, да се собереме за најважните интереси на државата и граѓаните. За сето останато ќе бидеме и остануваме политички конкуренти. Да не бидеме политички непријатели. Да имаме пред себе државната цел и да ја пишуваме заедничката историја. А за избори и политика има и време и место. Разговаравме во изминатиот периоди за останување на алтернатива и за влезна алијанса на албанците во владата. Алијанса за албанците ја прифати одговорноста за подршка на Европскиот фронт. Место има за сите, ако се сака и ако се прифатат надпартиските интереси. Место има и за алтернатива, како што тие самите знаат. Место има и за сите добронамерни поддржувачи на европската иднина на државата. Како што кажав и на почетокот, бројот и видот на позициите се второстепени. Прво е единствено важно зашто треба да сме заедно и што ќе постигнеме и сработиме се државните интереси. Навистина жалам што во овој процес алтернатива ја донесе својата собствена одлука за излегување од владата. Сакам да се заблагодарам за досегашната соработка и уште еднаш јавно и искрено да ја повторам мојата заложба и решеност за заедничка соработка во форма и начин која ќе значи целосна поддршка на европскиот пат. За перформансите на сите нивни министри имам свое мислење, како што за истото мислење имаат сите граѓани. Во сите ресори има прогрес и успеси, како што има и проблеми и потреба за многу повеќе.
Има и резултати, но има и грешки кои мора да се констатираат и коригираат. Но сето тоа мора да биде направено низ објективен процес, без поделба на наши и ваши, без поделба на македонци или албанци, бидејќи и успехот и грешките имаат име и презиме. Само државните и граѓанските интереси мора да бидат над сите партии и партиски поранешни, сегашни или идни функционери. И затоа новото окрупнето парламентарно мнозинство ќе даде стабилност, известност, активна подршка на одлуките и реформите важни за продолжување по европскиот пат и за остварување на полноправното членство во Европската унија и на стратешкото партнерство со Соединетите американски држави, како и на реализација на програмата на владата за ефикасно спроведување на мерките за подобрување на животниот стандард на граѓаните, за зајакнување на економијата, на борбата против криминалот и корупцијата. Во делот на владењето на правото и борбата против корупцијата се согласивме да има ветинг на јавните функционери, базиран на најдобрите европски искуства и нови одредби за јавна финансиска контрола, посветени на концептот држава за сите. Ќе продолжиме да градиме општество на еднакви граѓани, определени кон рамноправен економски и територијален развој. Ќе го намалиме развојниот јаз меѓу регионите. Развојот на државата ќе го засилиме со енергетска транзиција, со што овозможуваме и заштита на животната средина. А здрави граѓани е меѓу нашите врвни приоритети. И затоа посебно очекувам зголемување на ефикасноста во оваа област и унапредување на здравствените и медицинските услуги. Почитувани граѓани, почитувани пратеници, реконструкцијата на владата очекувам да внесе нова енергија во реализација на мерките и политиките на владата во насоките што ги посочив. Но она што е навистина важно е со ова парламентарно мнозинство ние ставаме точка на сите лаги и манипулации кои ги лиферуваше опозицијата за можни предвремени избори. Денес зборуваме за вистински важни работи. Денес правиме промени и тоа е добро. Не треба да се плашиме од промени. Нам како држава ни треба стабилно мнозинство кое ќе овозможи брз развој и напредок. Мнозинство кое ќе ни овозможи да одблокираме важни закони за граѓаните без да мора да чекаме опозицијата да одлучи дали граѓаните и нивната иднина се повредни од нивните дневно политички интереси. Денес зборуваме за обединување по европското прашање, каде ВМРО ДПМН вечно останува изолирана и вечно против државните интереси. Денес ние знаеме дека имаме обединет Европски фронт и јас сум уверен дека и најхрабрите нивни пратеници ќе имаат доблест да ја видат историската шанса пред која се ставени. Ние сме мултиетничка граѓанска држава, успешна функционална мултиетничка демократија, пример во регионот и во Европа, а граѓаните сите без исклучок сакаат стабилност, европски квалитет на услуги, сакаат европски квалитет на живот. И секој кој си ги сака граѓаните и државата ќе се води од овие факти и од совеста. Дали ќе овде европска интеграција наместо меѓународна изолација и економски напредок наместо сиромаштија. Секој има време да размислува и да размисли и кого и што поддржува и ќе се носи со својата одлука. Јас ветив дека ќе предводам на европскиот пат, а за вредна цел нема лесен пат. Патот е еден, изборот е одамна направен, нема време за губење и мора да се бројат само резултати. За мене, за нас, правецот е еден и нема гледање лево или десно. За назад не ни помислуваме и не ни помислувам. Отаму пред вас, почитувани пратеници, предлагам реконструкција на владата, согласно доставените документи за разрешување и именување, за кои верувам дека ги разгледавте по соодветно доставената документација. Сакам да ве уверам дека продолжуваме побрзо, потврсто и сигурно понатаму. Ги потврдуваме јасните категорични определби да ги осигураме економскиот развој и економските и европските перспективи на Република Северна Македонија. И од овие причини барам конструктивна и плодна дискусија. Ви благодарам за внимателно што ме изслушавте.